актуалната ситуација во цела држава и во цел свет. И пред да почна со ваше известување за познавање со тоа што има преземено локалната самоуправа, мора да напомнам дека во ред е состанок кој што го одржува Регионалниот центар за управување со кризи, што има иницијатива за да се собереме во овој состанок тие што сме највеќе повикани, затоа што сами да се екипираат граѓаните во било кој состанок и да решаваат проблеми од ваков тип е многу тешко и невозможно, и на самите нас како представници на институциите оваа ситуација е многу тешка, меѓутоа мора секој од свој аспект и ингеренциите да го даде максимум на сите мерки кои што се препорачани од Министерството за здравство и од владата, но и мерки кои што и сами ние како институции на локално ниво треба да ги предложиме и да ги преземеме во натамошниот период. Мислам дека дискусиите за поединечни примери нема може во некоја точка разно да допринесат за некое поголемо информирање на сите нас. Мислам дека дискусијата треба да се води во насока на тоа што секоја институција до сега има преземено и тоа што планира да преземе во иднина и сите заедно да определиме некои роковник термин на наши заедници и состаноци за да ги координираме сите преземени мерки во одреден период 1, 2, 3 и за да видиме како да задуваме во понатамошниот период. Јас сум уведен, верувам и сите вие, дека сите граѓани на нашата општина, на општина Македонска Каменица, пошто ние сме тука најповикани, очекува од нас да преземеме соодветни мерки. И ние на некој начин, колку што е можно повеќе максимално ги заштитиме и препорачаме соодветни мерки кои што и да се почитуваат и до сегашните предложени мерки. Исто на самиот старт од мојата дискусија, сакам да потенцирам дека апсолутно од моја гледна точка, позицијата на која што сам, не мога да прифана и дискусиите да течат во насока дека одредени институции нема координација. Почнувајќи од здравниот дом Гоце Делчев со Центарот за јавно здравје и во натамошните дискусии со одредени примери. Тоа е апсолутно погрешно, затоа што никој од нас не смее да избегне од одговорноста да каже јас одговарам само за тоа и тоа, за другото одговара друг. Сите мора максимално да се вложиме, максимално да инсистираме на своја доколку и другата страна нема, а на вакви состаноци како што денес обложуваме да се посочат сите кои што ја одбиваат соработка. Тоа што нема лично мислење, прашање за некој лично дали сака да се вклучи или не. Самата позиција на која што се наоѓа и кои што се повикани во регионалниот штаб и кризен штаб што го имаме денес, се тие кои што се одговорни и не носат одговорност само за нив, како личности, него носат одговорност за целото јавно здравје. И мисля дека апсолутно нема ни секунда просто да разговараме дека нема координација помеѓу сите институции кои што се заедно вплетени во целата таа мрежа на заштита на нашите граѓани и на одржување на таа епидемиолошка состојба на одредено ниско ниво и што може што повеќе да се преземат мерки за покрај сите тие мерки кои што доаѓаат со затварање на граници од крупни водача луѓе, луѓето кои што се веќе во моментот во нашата држава, да се спроведат мерките и да се стиши таа состојба. Иако јас верувам дека во наредниот период ќе имаме уште поголема ескалација, ама мора со сите трети пат повторувам мерки кои што ќе ги преземеме да максимално делуваме и кај луѓето кои што се во самоизолација, и кај луѓето кои што се во нивно најдомашно фамилиарно окружување, за да ги почитува мерките, да видиме дали може да се направат исто некои лекарски контроли кај сите тие луѓе, не само кај луѓето во самоизолација, но и нивните фамилии во периодот на инкубација на болеста, за да ја намалиме опасноста од
од енормно ширење на коронавирусот во нашите две општини. Иако не можеме да се сметаме како посебно изолирани општини и Делчево, Македонска Каменица од цела држава и од цел свет, јас верувам дека во сите општини се преземаат, во сите држави се преземаат мерки, пошто е на глобална закана со која што никој во определен период со години наназад не се е соочил со таква епидемија и пандемија што го зафаќа цел свет и затоа мора да сме максимално координирани, организирани и дисциплинирани во однос на спроведувањето на сите мерки кои што се налагаат преку Министерство за здравство и владата со сите институции кои што го сочинуваат државниот кризен штаб. Како локална самоуправа, сите мерки кои што доаѓаат на дневна основа како препораки од кризниот штаб на ниво на држава и сите мерки на Министерството на здравство ги учуваме и секојдневно ги имплементираме, односно почитуваме. Јас ќе ве запознам за мерките кои што до сега ги има преземена општина Делчево. На одлука на Совет пред неколку дена за сите претходно донесени мерки, ако мерките од ден во ден се стануваат се поригорозни, и тоа мерките кои што беа предложени на влада, кои што се директно имплементира како институција на локална самоуправа, не се коментира, меѓутоа ние со одлука на Совет, со подршка на сите советници, покрај тие мерки кои што е заземено став дека ќе се имплементира и некои други мерки кои што после некој ден ги донесе кризниот штаб на ниво на држава и влада. Во однос на тие мерки, значи имаме искоординирани одржано состанок со сите представници на местни урбани заедници за новиот начин на работа на локалната самоуправа и посочено, значи, да пренесат на своите мештани во урбана заедница, во местна заедница, за начин на функционирање на институциите и за посетување на институциите во најнеопходна потреба. Иако веќе со другите мерки, јас верувам дека и граѓаните го следат това, е минимизирано присуството на луѓето во институции. Исто кај нас во локалната самоуправа имаме посетата на граѓаните за решавање на одредени нивни проблеми, е кажано дека е забранета, дека истите тие проблеми, барање кои што ги имаат граѓаните, може да ги наемаат во електронска форма со телефонски повик за да се обратат до локалната самоуправа и ингеренциите кои што ги имаме ние како локална самоуправа и нивните барања да можат да се процесуираат и да се решат. Како локална самоуправа имаме извршено дезинфекција на сите простори на локалната самоуправа, на сите училишта, двете основни училишта, сите подрачни училишта кои што функционираат во селата, на средното општинско училиште, библиотеката, детската градинка и комуналното предпријатие и територијалната противопожарна единица. Значи, од Центарот за јавно здравје е извршена дезинфекција, како се нарекува се, во целосна мера. Вчера вечер по трет пат имаме извршено со територијалната противопожарна единица и комуналното предпријатие дезинфекција на улиците, на најфреквентните улици во Делчево и од денес имаме координација со територијалната противопожарна единица, треба да се изврши исто дезинфекција на сегде на тие главни улици каде што може да помине тој камион во населените, по-густо населените села во нашата општина. Имаме и еден предлог, ама тоа ќе го координираме ние со началникот од Пехчево и Берово, за да може и таму да помогнеме дека нема противопожарни камиони. Ова е на ниво на локална меѓуопштинска соработка. За мерката исто се известени и граѓаните, сигурно и вие знаете, за мобилните екипи кои што се направени 3 мобилни екипи. Имаме формирано
целосна структура во локалната самоуправа, одработени во локалната самоуправа, за прибирање на по телефонски повик на потреби од наши граѓани, стари лица, изнемоштени лица, лица со посебни потреби, така натаму, хронично болни лица, кои што, еве и директорот на здравниот дом спомна, доколку имаат потреба и за рецепти, за носење во нивните домови, купување на лекови, на храна, плаќање на сметки во институциите, да тоа го вршат нашите мобилни екипи за нив, се со цел да движењето се намали во минимални граници, со што ќе делуваме на спречување на ширењето на вирусот. Ова се тие мерки кои што ние ги имаме преземено до денес. Верувам дека од овој состанок ќе произлезат некои мерки и некои други мерки кои што ќе дојдат после и од Министерството за здравство и од владата, од кризниот штаб на државата, кои што пак ќе мора и ние како локална самоуправа да ги почитуваме и сите институции. И имам и некои предлози кои што сакам сега на овој состанок да се размисли за нив и по тие предлози да донесеме заклучок или доколку не знам правно сме овластени некои одлуки да донесеме по однос на тие предлози, доколку сите мислите дека се во ред, дека се на место, да подискутираме за нив, како да делуваме во наредниот период. Првата одлука која што или заклучок кој што мислам дека треба ние во овој состав да го донесеме е одлука за забрана за зелениот градски пазар и исто така во помала мера тоа е забрана за сточниот пазар кој што исто така се одвива во сабота во Велчево. Не знам, после во Форчани и во некои други градови е тоа забрането и ние забрана само за текстилни производи. Целосно забрана за тоа што имаме забрана по мерките од Министерството за здравство за групирање на луѓе, а овде имаме поголема, теата дека и состаноците се одржуваат во помали состави на ниво на сите институции, на ниво на сите штабови кризни и во нашата држава и во сите други држави во Европа, како потенцијално жариште на болеста. И мисля дека пазарот е едно од тие жаришта кое што ние треба да донесеме одлука да го забраним. И ако сега имаме полно посетители од граѓани од Република Бугарија, меѓутоа и нашите граѓани кои што го посетуваат зелениот градски пазар, не само мал број, на тој начин ќе превенираме да ги заштитиме од ширењето на болест. Кој стопани се воспорачува пазарот на малко? Значи, да. Јас да соопштам тоа што мислам дека треба да донесеме, па ако мислите за потребно, за сходно дека е во ред, да подискутираме сите од ваша гледна точка и да донесеме и да не носиме такви заклучоци или одлуки. Потоа исто така заклучок или одлука за задолжување на култните совети на сите колективни згради за честа дезинфекција на влезовите и скалите. Тоа мислам дека и со закон е предвидено уште претходно, меѓутоа не се почитува, а во овој период на ширење на овој вирус, мислам дека е тоа неопходно да го прават. И ние реков пак по зависност од тоа дали сме надлежни како одлука тоа да го донесеме и да им го наложиме или како некој заклучок, ама нешто мора да биде во некоја правна форма која што тие мора да го почитуваат. Деки реков тие исто како тие што не ја почитуваат само изолацијата и препораките од овој регионален кризен штаб со денес го држим, јас мислам дека мора да бидат прифатени од сите тие колективни кухни совети, така на совети може да се извади од заклучоци. Заклучоци од дваата исто како значи почитување на сите мерки од дваата, како што се задолжителна самоизолација, почитување на симптоми на кој начин да се јават. Мислам да ги прибележите овие, па да дискутираме после, ако може. Да. Исто како почитување на мерките на дваата.
во тоа веќе? Овде има исто така наведено да потенцираме делатност, тоа се продискутира за фреквенцијата и дезинфекцијата на возилата на граничниот премин и на овие сега патничките возила веќе забавени со потребни, и тоа за товарните возила кои што поминуваат. Ова да видиме во која форма и дали се врши дезинфекција кои ќе влезат во нашата држава, не само на луѓето, него и на товарните возила, на средствата, камионите, затоа што имаме сознание од медиуми, од тоа што е изјавено дека вирусот преживува одреден број на сати, на метални површини и така натаму. Има запишана информација, евиденција на дневна основа за наши иселеници од кризни подрачја, но тоа веќе се дискутира и овде можам само да апелираме на по-концизна и стриктна соработка помеѓу регионалниот центар за гранични работи, исто полициската станица од општа надлежност сега овде што е во Делчево и сите други институции за да тоа го вршат поцелисковно и на време. Друг предлог за одлука или заклучок е да се донесе одлука до сите фирми, фабрики, континуирано да вршат дезинфекција на сите превозни средства, како приоритет на тие превозни средства со кои што вршат превоз на вработените до фабриката, но исто така да се изврши дезинфекција и на просториите, халите во кои што претежно конфекциите, меѓутоа имаме и други фабрики со друг тип на производство, така да зборот ми беше на сите хали во кои што работат да се изврши одредена дезинфекција. Да се задолжат сите тие фирми да го направат тоа, бидејќи таму имаме огромен број на луѓе, небитно 100-150 луѓе, 300-400 луѓе во поедини фабрики, каде што исто така е потенцијално жариште на ширење на болеста и тоа сите собственици на фирмите мора да го по моје мислам дека мора да го направат. Да видиме како заклучок ќе донесеме за тоа. Друга одлука или заклучок е исто така за сите аптеки, маркети, бензински пумпи, други институции и фирми кои што работат тука, би ги спомнал Македонски пошти, комерцијалните банки, Комерцијална банка, Стопанска банка, Унибанка, кои што се овде во Делчево, Македонска каменица, кои што ги има, за да исто тие си најдат начин да воспостават ред, гледаме и по социјалните мрежи, како луѓето и тие што имаат навистина потреба во аптеки, во такви институции, во маркети, за да пазаруваат, имаат дисциплина, стоат на одредено расстојание по сите тие препораки, за да се заштитат од ширење на таа болест. Исто и овие што ги спомнат, аптеките, маркетите, да имаат ограничен број на посетители на комитети во моментот и да се смали можноста овде од ширење на вирусот, исто и во комерцијалните банки, Македонски пошти, така натаму да се преземе тоа. Исто така во Македонски пошти, во комерцијалните банки, во маркетите и аптеките да имаат поставено средства за дезинфекција на раце. Ова се некои препораки по кои што сакам сите овде да се изјасните дали заслужува да отвориме некоја дискусија кои што мислам дека ќе одат во насока да ги заштитиме нашите сограѓани, сето тоа што е во рамки на нашите можности, да подискутираме за нив, да провиеме ако треба некој правен совет, во кој однос тоа да го носиме како заклучок или како одлука и сето тоа да се пренесе до сите тие институции, фирми и така натаму, за да сите се придржуваме кон овие одредени мерки, а тоа е се со цел да го намалиме ширењето и да оваа епидемиолошка состојба ја одржиме на некој помирно ниво, затоа што тоа е и наша должност и наша грижа, секој од својата позиција да се грижиме за здравјето на нашите сограѓани.